краток преглед на настаните за денес. Охрид одбележува 81 година од ослободувањето. Во чест на денот на ослободувањето отворена изложбата Охрид низ делата на Славчо и Никола Упевче. Јавното предпријатие Охридски комуналец денеска го прослави патрониот празник. Одложено денешното судско рочиште за родилката од Дебар. Повторно измами преку телефон за лажни сообраќајки, предупредува СВР Охрид. За најавените и за останатите содржини од денешниот дневник ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта петок кон сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Над Западна Европа доминира циклон со центар западно од Британските острови, кој што носи обилни врнежи од дожд и засилен ветер. Централна и Источна Европа се под влијание на посува и стабилна воздушна маса. Над Јужна Европа се развива циклон над Средоземното море кој носи нестабилност и локални поројни врнежи на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Балканот утре ќе биде под влијание на циклон кој се движи над Јадранот и централниот дел на регионот, условувајќи нестабилно време со обилни врнежи во Албанија, Црна Гора, Македонија и Србија. Максималните дневни температури ќе се движат од 7 до 19 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Локално се очекуваат да наврнат и до 30 литри. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 40 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 12 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 8 до 17 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 13 степени. Во Охрид и во недела ќе превладува облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во понеделник облачно време со пообилни врнежи од дожд и ветровито. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната до 14 степени. Во вторник, во утринските часови, врнежите од дожд ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и максимална температура до 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија.
Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и јоргани, за беспрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид денеска одбележува 81 година од ослободувањето од фашистичкиот окупатор за време на Втората светска војна. Честувањата за денот на ослободувањето започнаа вчера вечер со свечена академија Охридска музичка антологија. Со свечена академија Охридска музичка антологија што се одржа во Центарот за култура Григор Прличев, синоќ започнаа чествувањата по повод денот на ослободувањето на Охрид. Во предвечерието на 7 ноември по 81 пат прославуваме за слободата на нашиот чудесен Охрид, славиме за едно големо време и едни големи луѓе кои со живот ја заработија слободата во која денес ние живееме, рече во обраќањето пред присутните градоначалникот Кирил Пецаков. Денес славиме за хероите од претходното наше и идно време. Јасна Ристевска, Андон Дуков, Петре Пирузе, Момчило Ордановски, Кирил Главинчев се само дел од плејадата млади охриѓани кои никогаш нема да бидат однесени во заборав, затоа што нив им ја должиме слободата. На овој ден славиме и за оние без кои големите револуционери не можеле да ја водат битката за Охрид. Тоа се мажите, жените, па дури и децата, кои со својот придонес ја поддржале македонската борба за права и еднаквост со останатите народи, со кои рамо до рамо се боревме во антифашистичката војна. Новото време раѓа нови борци кои со интелектуалност војуваат за подобар економски статус, живот и напредок на своите сограѓани, рече Пецаков. Денеска во слободен Охрид се бориме за подобар животен стандард на сегашните, но и на идните генерации. Инфраструктурно го разобуваме градот, градиме нови детски градинки, училишта, плоштади. Се грижиме да го сочуваме и разубавиме она што во традиција се предавало од поколенија во поколенија. Нашиот чудесен Охрид, градот на УНЕСКО, со прекрасното езеро, со Климентова и Самоилова традиција, одомна е мека за илјадници туристи од цел свет, а работиме нивниот број постојано да расте. На свеченоста се одржа концерт на Охридскиот музички еснав со што беше представен проектот Охридска музичка антологија, изработен во аудио, видео и книжен формат како збирка од 31 песна, од кои 20 охридски староградски, 6 авторски со тематика за Охрид и 5 македонски народни песни.
проект кој е вистински музички времеплов низ историјата, проект во кој се обеани стиховите на нашиот Григор Прличев во поемата за Патрикот, до стиховите на нашиот Мирослав Кузман, обеани во веќе легендарната Дихнида Кајче Веслаш. Ова е проект, документ од музичката култура во насока на заштита и промоција на охридската староградска музика и традиционалната македонска музика. Чествувањата за празникот продолжија денеска со полагање цвеќе пред спомен обележијата на борците од НОБ и панихида пред спомен обележието на Јасна Ристеска во село Рамне. Денеска своите патрони празници ги одбележуваат детската градинка Јасна Ристеска и јавното претпријатие Охридски комуналец. Синоќа во очи на денот на ослободувањето на градот, отворена изложбата Охрид низ делата на Славко и Никола Упевче. Повеќе од половина век академскиот сликар Славко Упевче твори, чувајќи го Охрид од заборав, а неговиот син Никола е автор на голем број велелепни мозаици кои го красат Охрид, но и светот. Во чест на денот на ослободувањето на Охрид, синоќа во куќата на Робевци прикажана изложбата Охрид низ делата на Славко и Никола Упевче. Љубителите на уметноста имаа можност да уживаат во безременските уметнички дела на Славко, кој со децении го овековечува Охрид за да го сочува од заборав. Главниот мотив во делата на сликарот се пејзажите од Охрид. Тој вели, културното, природното и историското богатство во регионот е негова главна инспирација. Охрид ми е град на светлоста, Охрид, таму сум роден, сега годините поминале и Охрид го гледам во некој различен диапазон во однос кога бев помлад, кога бев малку повозрасен и сега кога сум уште малку повозрасен. Видите ја сликата од например од Сараиште. Таа никој пат нема да се повтори затоа што таа била белег на едно време, затоа што таа имало обележие на едно живење кое повеќе нема да се врати во ова експанзија на бетон и нови градби кои воопшто немаат чувство за амбиентот и чувство за историјата на градот. Во тек е изработка на часовник од мозаик, збирна технологија од последните 2 милениуми, кој треба да биде поставен на црквата Света Богородица Челница во стариот дел на градот Охрид. Сатоите беа првпат воведени во општеството, негде како 12 до 15 век за првпат. Сатоите со механизми како што е овој. Претходно биле сончеви часовници, без покретни, без механизми. Ова е сат кој се базира на последните технологии, значи микроконтролер, се контролира со микроконтролер е управувањето на сатот и може далечински да се подесува. Во музеот Робевци е изложен и големиот мозаик кој со години го работи мозаичарот Никола Упевче. Мапата на градот Охрид која конечно ќе биде завршена и ќе биде достапна за јавноста. Тоа е една голема пасија, гледате како ние како семејство сите учествуваме како и допринесуваме со своите дела да го разовуваме градот, да го обележиме, например мојот татко слика долги години и го овековечува културното, историското и природното наследство што го има градот, а јас па сакав да го забележам сето тоа на една мапа. На една мапа да го замапирам, значи еден поглед од птичја перспектива и да ги доловам сите скриени убавини кои се достапни и недостапни, значи се наоѓаат покрај подкуќите на денешниот град. Значи тоа се прекрасни комплекси со базилики, со мозаици и затоа во оваа една стара техника успеав повеќе од 10 на 15 веќе години да го завршам и благодарност на поддршката од општината, господинот градоначалник Кирил Пецаков кој имаше слух и помогна, значи финансиски, затоа што сепак ова многу е време и средства
сето тоа и сега дел од тие материјали се достапни за мене. Повеќе од половина век академскиот сликар Славко Упевче твори, чувајќи го Охрид од заборав. Неговиот син Никола Упевче е конзерватор и мозаичар, кој израсна со уметноста и автор на голем број велелепни мозаици кои што го красат Охрид, но и ширум светот. Јавното предпријатие Охридски комуналец го одбележа својот патронен празник 7 ноември. На присутните им се обрати директорот Сашо Најдески, кој во своето обраќање упати честитки по повод денот на ослободувањето на градот. Од далечната 1952 година започнува приказната за една мисија да го направиме Охрид поубав, почист и поуреден град, рече Најдески. Јавното предпријатие Охридски комуналец со децении е дел од секојдневието на охриѓани. Формирано од страна на Советот на општината Охрид, јавното предпријатие Охридски комуналец денес е единствен извршител на комуналните услуги на територијата на општина Охрид. Но нашата работа не е само чистење, таа е грижа, одговорност и љубов кон градот. Во периодот што следи, предпријатието заедно со општина Охрид започнува нова етапа за обновување и модернизација на возниот парк. Со нови еколошки возила и современа опрема ќе обезбедиме поекономично, поефикасно и еколошки одржливо работење, рече Најдески, како благодарност за континуиран допринос и непрекинат работен стаж за 30, 20 и 10 години во предпријатието, доделени се награди на 28 вработени. СВР Охрид ја известува јавноста дека деновиве повторно зачестија случаи кога засега непознати лица преку телефонски јавувања на нивните фиксни или мобилни телефони се обидуваат да ги измамат граѓаните представувајќи се како полициски инспектори. При тоа тие им кажуваат дека членовите на нивните семејства направиле сообраќајни незгоди и дека треба итно да дадат пари за наводна помош при понатамошната постапка за членот на нивното семејство да не оди во затвор и да биде ослободен од кривичен прогон. Од СВР Охрид апелираат до граѓаните да не наседнуваат на ваквите телефонски јавувања и веднаш да ги пријават на телефонскиот број 112 или лично во најблиската полициска станица. СВР Охрид презема мерки за пронаоѓање на сторителите и целосно расветлување и документирање на ваквите пријавени настани, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Повторно одложено судењето за родилката од Дебар. 1 година и 7 месеци не е одржано рочиште. Оштетените велат одбраната тактизира за да застари делото во август на идната година. Повторно одложено судењето за родилката од Дебар која при породување во Струшката болница остана без 3 органи. И овој пат бранителот на прво обвинетиот лекар не се појави, имал неодложни предмети, откако беше одбиено барањето за предметот да одлучува Врховен суд. Судијата најави дека ново судско рочиште ќе закажува секој следен работен ден. Се заборава дека и овој предмет исто така е итем, бидејќи прети опасност со застареност, и токму поради тоа е донесена одлука цело време расправата да се одложува за секој нареден работен ден, како што е и предвидено во ЗКП. 1 година и 7 месеци не е одржано рочиште, оштетените велат одбраната тактизира за да застари делото во август идната година. Тоа е само показател дека обвинетиот е навистина виновен за делото кој му се става на товар и нивниот единствен излез е застареноста на делото. Добивме уверување од овој суд, а ја искрено верувам во тоа дека нема да дозвола да застари. Веаповска, која 5 години чека правда, најави протести пред Струшкиот суд. Ако нема одлука до крајот на овој месец, и ако не продолжи судењето, и ако вака се одлагаат сите рочишта, ќе морам да закажам протест и да има протест пред судот, и тој протест ќе трае секој ден од 8 до 16 часот, се додека не заврши судењето и се додека не се донесе пресуда во овој суд. Прво обвинетиот лекар Мухамед Асани денес не се појави во судница. Судијата најави дека следно ќе биде присилно донесен. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 48 годишно лице од селото Подмолје, општина Дебарца, поради постоење основни насомнение за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по член 215 и неовластено изработување, држење, поседување и тргување со оружје или распрскувачки материи по член 396 од Кривичниот законик. На 30. октомври 2025 година, при претрес во неговиот дом извршен по судска наредба, полициски службеници пронајдоа и одзедоа кутија со 25 куршуми и од паковка со опојна дрога кокаин.
при претрес извршен на 31. октомври 2025 година. По судска наредба во поранешен угостителски објект во селото Мешеишта, општина Дебрца, што тој го користел, пронајдени и одземени се вкупно 1357 парчиња муниција од различен калибар, 488 стебла од растението канабис, еден метален сандак со куршуми калибар 7,62 мм, 2 стари револвери, еден пиштол марка ВЗОР, калибар 7,65 мм, 2 автоматски пушки, еден тромблонски држач, едно тело и една иницијална каписла од рачна бомба, кој нелегално ги поседувал. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.